студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 49 осомничени во постапка за лажни документи за инвалидски пензии и туѓа нега. Помеѓу приведените има познати лекари, адвокати и вештаци. Претреси се вршат во Скопје, Тетово и во Велес. 3,5 години затвор за Стефчо Јакимовски. По 6 години постапка кривичниот суд одлучи дека е виновен за бесправно градење и злоупотреба на службената положба. И со вреди, и со дуи не оди. Меѓутоа не го менува ставот. Таравари чека средба со Мицкоски. Сонги повика директорите да не ги подпишуваат новите пресметки. ССМ алармира дека без плата останали и стотици инспектори и административци. Серија земјотреси предизвикаа паника во Истанбул. Најсилниот потрес од 6,2 степени по Рихтер. Овие вести во живо со детали за акцијата на МВР и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Останете со нас. Четириесет лица се осомничени во акцијата за издавање лажни документи за инвалидски пензии и туѓа нега. Постапката ја водат обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и Министерството за внатрешни работи, а според неофицијалните информации на листата осомничени има звучни имиња, познати лекари, адвокати, но и вештаци. Деталите за случајот ги има колегата Даниел Василев, го имаме во живо во овие вести. Даниел, кои се официјалните информации кои што се познати досега? Добар ден, Иван. Морам да кажам дека официјално само имаме потврда и од двете надлежни институции, како Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, дека денеска се спроведува голема акција во повеќе градови ширум државата. Сите оние информации кои што до овој момент ги имаме се неофицијални, а деталите за неофицијалните детали кои што ги имаме ќе ги слушнеме малку подоцна, но прво да ја проследиме изјавата на портпаролот на МВР Гоце Андреевски. Станува збор за основано мнение за сторени повеќе кривични дела со кое е сторена штета на Фондот за здравство. Со оглед на обемот на акцијата, повеќе информации ќе бидат споделени по незиното завршување. Така, ние сме во очекување на официјалните детали како од МВР, така од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за оваа денешна акција. Меѓутоа, она што досега го имаме, дека според неофицијалните информации е дека станува збор за истрага за долгогодишно незаконско давање на лажни диагнози на лица за да можат да добијат финансиска помош за туѓа нега, како и за инвалидска пензија. Според оние информации кои што ги имаме во овој момент, значи во оваа акција опфатени се 49 лица, меѓу нив се и еден лекар од неврологија, лекар од психијатрија, од клиниката за уво, нос и грло, како и офталмолози од други градови, односно не од Скопје. Според оние информации кои што ги имам, станува збор за офталмолози од Велес. Исто така во истрагата, според овие неофицијални информации, опфатен е и адвокат, управител на консултантско друштво, вешто лице, практично повеќе лица кои што учествувале во оваа шема, за која што се уште чекаме официјални детали од двете институции за што точно станува збор. Во текот на денот извршени се претреси на 21 локација ширум државата, меѓу нив се и клиниката Мајка Тереза, болниците во Тетово и во Велес, исто така и 15 домови на 15 лица ширум државата. Според оние информации кои што ги имаме во овој момент, поднесени се кривични пријави за повеќе сторени кривични дела, како злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба и овластување, примање и давање подкуп, примање награда за противзаконско влијание и давање награда. Инаку, морам да појаснам една работа со оглед на тоа што во официјалниот дел кој што го добивме и од МВР и од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се споменува злоупотреба на буџетски средства во Фондот за здравство. Меѓутоа, од Фондот за здравство досега ни појаснија дека тие не се дел од оваа акција, бидејќи засега кај нив немало никакво оштетување на буџетот на институцијата, така што ќе ги почекаме оние официјални информации кои што треба да пристигнат од двете институции за да видиме за што точно станува збор, за да нема разногласие во јавноста. Исто така, за крај само да кажам дека во оваа акција
практично опфатени се и членови на комисиите кои што одлучувале за лицата да добијат финансиска помош за туѓа нега и за пензиска, односно за инвалидска пензија. Практично тие давале лажни диагнози и со тоа лица кои што не би требало да ги добијат овие услуги од државата ги добивале благодарение на давање и на примање подкуп. Секако ние остануваме тука на терен, сите детали ќе ги пренесеме понатаму во дневникот, односно откако МВР и јавното обвинителство ќе излезат со повеќе детали за акцијата. Да, ги очекуваме деталите од официјалните информации од обвинителството и полицијата. Даниел Василев, благодарам за ова вклучување. 3,5 години затвор доби градоначалникот на Карпош Стефче Јакимовски за бесправно градење на општинската зграда. Ваква одлука донесе Скопскиот кривичен суд во повторената постапка која се развлече повеќе од 6 години. Јакимовски е осуден на 1 година затвор за бесправно градење и на уште 3 години за злоупотреба на службената положба. Судот му ги споил двете казни во една заедничка казна од 3,5 години. Според обвинението, Јакимовски почнал да ја гради општинската зграда на диво, а во 2016 година за неа поднел и барања за легализација. Покрај него осуден е и уште еден поранешен вработен во општината Карпош. За разлика од Јакимовски, тој добил условна казна затвор. Пресудата за Јакимовски се уште не е правосилна, против неа тој има право на жалба пред апелацијскиот суд. Судот пресуди новата зграда на општината Карпош, односно бараките 1 и 2 да преминат во сопственост на државата. Во изјава за медиумите пред малку, се уште актуелниот градоначалник на општината Карпош Стефче Јакимовски вели дека ова е политичка местенка. Ова е направено од гипс картон. Според сите правилници и стандарди на Министерството на транспорт и врски современи објекти и за времен објект имаме одлука на совет, но немаме решение за поставување на времен објект и за времен објект не може да се гони кривично. За жал, обвинителство тука се послужи со фалсификат, кој го докажавме и со вештачење. Значи, криминал, корупција, било што ни случајно не станува за збор. Значи, нема таква работа и ова е управна постапка, која е управна постапка во било која фаза вие може да ја прекинете и потоа да се изјасни второстепена владина комисија, управен суд или виши управен суд. И она што е најголем куриозитет од целата работа. Вкупно се 5 предмети легализирани. 4 се во моје време од истите службеници, но подпишани од мене на крај, а 5-тиот објект е легализиран повторно од истите службеници, но подпишан од господинот Стефан Богоев. Него предметот му е вратен назад. Беде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски ја почна најавената соработка со колегите градоначалници. Првата средба денеска му беше со Костадин Костадинов во Струмица. Според неговата најава, помош ке бара и од колегите од Штип и Карпош. Преку размена на искуство и ангажман на стручен кадар, општина Струмица ќе обезбеди институционална поддршка на општина Кочани. За таа цел градоначалникот на Струмица и вршителот на должноста градоначалник на Кочани Венко Крстевски подпишаа меморандум за соработка, кој во наредниот период треба да прерасне во официјален договор за меѓуопштинска соработка. Ќе имаме логистичка помош, ќе имаме насоки од страна на општина Струмица во делот на нивното позитивно искуство и се надевам дека истото тоа ќе го применеме во Кочани и ќе успееме да постигнеме резултати кои што ќе бидат во интерес на народот. И исто така во оваа прилика би сакал да апелирал до сите државни институции и до сите други општини дека на Кочани му е потребна помош. Ние се соочивме со трагедија која што не беше трагедија само за Кочани, тоа е трагедија за целата држава. Еве настрадани им и од Струмица. Не смееме да дозволиме после ваквата трагедија да останеме со истите навики и истата политичка култура. Како што беше најавено, соработката ќе опфати повеќе сектори, особено во делот на инспекцијските служби и урбанизмот. Имавме состаноци со секторот за инспекцијски служби, каде што раководителот елаборираше за плановите и динамиката во рамки на општина Струмица и можноста да асистираме и споделиме искуство и знаење и со секторот за инспекцијски служби во Кочани. Секако тука беше и секторот за урбанизам. ВД градоначалникот на Кочани очекува примерот на Струмица да го следат и другите општини, но и владини институции кои ќе понудат помош со цел општината што побрзо да ја надмине состојбата во која се наоѓа. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.
5 пациенти од пожарот во Кочани се враќаат денеска од лекување од Србија. Во странски центри остануваат уште 38, а во домашните болници хоспитализирани се 7 повредени. После 5 недели лекување во клиничкиот центар во Србија, денеска 5 мина повредени од пожарот во Кочанската дискотека во подобрена состојба се враќаат во Македонија, информираше Министерството за здравство. Вчера во државата си дојде и пациент кој беше третиран во Хрватска и е под лекарски надзор на клиниката за пластична хирургија. Во странски центри остануваат уште 38, а во домашните болници хоспитализирани се 7 повредени, од кои 4 се во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Тројца се пациенти кои беа кај нас за цело време, а една е пациентка која се врати од странство. Сите пациенти се во стабилна општа состојба и локална состојба. Тројцата пациенти ги спремаме за дома, но очекуваме деновиве да се вратат уште 20 пациенти од странство. Во големата трагедија во Кочани беа повредени околу 200 млади луѓе, а починаа 62. Александар Динев, Сител телевизија. Лјупчо Палевски палчо во обидот да докаже дека не е виновен ги обвини сите кои ја водели истражната постапка. Пред судот денеска тврдеше дека обвинителството има фалсификувани докази. Неговиот адвокат пак вели дека пресудата за убиството на Вања и Панче е веќе донесена. Лјупчо Палевски, откако негираше вина за убиствата на Вања и Панче, денеска во својот исказ тврди дека е обвинет со фалсификувани докази. Снимките од домот на Велибор Манев, за кои обвинителството тврди дека се гледа подготовката за киднапирање на велешкиот пензионер, според Палевски биле монтирани, а се манипулирало и со времето кое се гледа на нив. За убиството на Панче прстот го впери кон Велибор, бидејќи во домот на убиениот велешанец постоеле документи кои откриле дека цели 10 години траеле нивните недоразбирања. Палевски го спореше исказот и на Владко Кешишев, заради разлики во неговата изјава и презентираните снимки. Манев и Кешишев претходно во своите искази рекоа дека Палевски ги застрелал Вања и Панче. Обвинет кој го потврдува самото видео дека е точно од обвинителството, а од друга страна вика дека не бил на камерите како што се гледа кај Велибор Манев дома, туку бил на паркингот. Тие се од прилика работите што сакаме со оваа денешни неколку прашања одговорени на страна на Палевски да ги докажеме дека не се точни изјавите или не е точно она што го презентира обвинителство. Палевски тврди дека утрото кога е грабнувањето и убиството на Вања спиел, а околу 10 часот заминал во банка. За него нелогично е дека заедно со обвинетите го грабнале девојчето за да изнудат пари. Доколку е уцена заради користолюбие, просечен криминален ум, доколку е во релација со таткото на оштетеното дете, кој веќе го поседува на своје име најскапиот имот на семејството, а децата се малолетни и тој е старател, криминалниот ум би ја убил Зорица Ѓорчевска, а не Вања Ѓорчевска, затоа што целокупниот имот на тоа семејство, заедно со депозитот од 30.000 евра во банка и новото возило, ќе предат во владение и 50% собственост на законскиот старател Александар. Киднапирањето и убиството на Вања според Палевски ќе останат мистерија заради лошо водење на истрагата. Пиштолот каде е, не знам, треба за тоа да даде одговор обвинителството и Мовара. Ние Јас како бранител и одбрана и Лјупчо Палевски цело време бараме да биде вештачена чаурата, со која чаура би се утврдило дали е пукано од тој пиштол што е спомнат на Велибор, на Боре Видевски, или од некој друг пиштол, или од Црн Пазар. Палевски со својот исказ ќе продолжи во понеделник, кога ќе одговара на прашања од јавното обвинителство и другите обвинети за убиствата на Вања и Панче. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Од регбителот тврдат дека работат еколошки одговорно. Тоа што инспекторатот не им изрекол казна, го толкуваат како препознавање на нивните напори за решавање на проблемот. Од комбинатот уверуваат дека денеска нема ниту грам пепел. Токсичната прашина од регбитола е предмет на предистрага во битолското обвинителство. Регбитола потврдува дека на одлагалиштето имало поголема количина на пепел од дозволената, но согласно резултатите од мерењата, тие не го надминале законскиот праг со концентрација на суспендирани PM честички. По инспекцијската контрола на 26 март вела добиле задолжение и количината на пепелта веќе ја одложиле и соодветно ја посипале со земја како што им било укажано. Дополнително во соопштението на Елем се вели дека инспекторатот не им изрекол санкции. Со задоволство информираме дека денес на одлагалиштето кое беше предмет на инспекцијски надзор нема ниту 1 грам пепел.
Целата количина е одложена, а теренот е целосно посипан со земја. Во насока на долгорочно решение веќе е извршено планирање и поместување на транспортната лента, со што од 25 април одлагањето на пепелта ќе продолжи директно во касета. Водените топови за дополнително навлажнување ќе бидат ставени во функција веднаш по поместувањето на лентата. До тогаш попрскувањето на одложената пепел се врши континуирано со специјални средства и цистерна. Токсичната прашина од рек Битола е предмет на предистрага во обвинителството. За случајот алармираа граѓани и екоактивисти кои тврдат дека станува збор за радиоактивни супстанции опасни по здравјето. Проблемот според нив е децениски, а институциите му прогледувале низ прсти на комбинатот. Миријана Давидовска, Сител телевизија. И со вреди, и со дуи, не оди. Меѓути не го менува ставот. Таравари чека средба со Мицковски. СОН ги повика директорите да не ги подпишуваат новите пресметки. ССМ алармира дека без плата останале и стотици инспектори и административци. Меѓути не го менува ставот, или со вреди, или надвор од владата, очекува Таравари брзо да се одлучи дали е со дуи или со власта. Таравари чека средба со Мицковски, а до тогаш очигледно ќе остане настрана од владините активности, освен што не се појавува во Министерството за здравство, вчера не бил ниту на владина седница. И со дуи во влада не штима. Вице-премиерот Меджити повторно го повика Таравари да одлучи како ќе действува. Иако вели владата е стабилна, најголем проблем останува Таравари. Дали ќе биде исклучен од влада, ќе биде јасно по средбата со премиерот Мицковски по првомајските празници. Тука е проблемот до господинот Таравари и мислам дека ние одлучивме дека влен ќе биде едно. Значи ќе се топат сите политички партии во влен, веќе тоа го барат гласачите наши. Второ, одлучивме дека и соработка со ДУИ и внатре во влен не е можна и мислам дека и соработка со ДУИ и дел од владата, мислам дека нешто има не оди. Треба да се определи, значи легитимно има право да се работува со ДУИ, но во тој момент значи треба и тоа да го објави, да не се срами и да премине во тој табор. Таравари вчера не се појавил на редовна владина седница, но неговиот сопартиец Фетај бил таму. Од Алијанса тврдат остануваат во влада и соработката продолжува. Kemi thënë disa prej nesh, e them edhe unë, bashkëpunimi vazhdon në kuadër të qeverisë, iq më lartë se dje kishim seancë qeverie ku nuk u ngrit as edhe një shqetësim, pra vazhdojmë të bëjmë punën tonë, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Tu do ketë konsultime, besoj që nuk ka hapësirë për lëvizje të njëanshme, nga cila do parë qoftë, dhe se duhet të mendohet në drejtim të stabilitetit të kësaj qeverie. Aleanca për shqiptarët me 5 deputetët e saj është kyçe për ruajtjen e stabilitetit. За партнерите од вреди Таравари е завршена работа откако оценија дека сам се исклучил од коалицијата по одлуката за самостоен настап на изборите. Фокусот го префрлаат на формирањето нова партија со која ќе ја трчаат изборната трка на есен. Приоритет не е да го оствариме тоа што ни е барање од гласачите, да не се расцепка гласот, туку да биде во еден политички субјект, тоа е проблем. Дали и за Меджити ќе биде целата нова политичка партија? Мислам, се збори и за моето име, но нема одлука околу тоа. Значи, по-приоритетно ни е влен отколку индивидуални амбиции или други концепти. Меджитика Сами Ибрахими веќе договорија дека во трката да добијат глас повеќе на локално ниво, влегуваат заеднички со своји кандидати и за советници и за градоначалници. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Проблемите во правосудството и недостатокот на правда се најголеми проблеми и пречки за развој на државата, тврди премиерот Мицковски. На дебатата посветена на реформската агенда, поддршка за процесот, владата доби и од амбасадата на Шведска. Ако сакаме во Европската Унија, мора да гурнеме корумпираниот систем. Дебатата посветена на реформската агенда. Премиерот Мицковски ја посвети на проблемите во правосудството и недостатокот на правда, кои ги посочи како најголеми пречки за развој на државата. Институциите кои треба да се борат против корупцијата, обвинителството и судството често пати се неми, неефикасни или пак под политичко влијание. Реформите во правосудниот сектор се наитни. Без нив, сите други реформи се безвредни. Нема европско општество ако обвинителот бира по кого ќе отвори предмет, а по кого ќе премолчи. Судот носи пресуди по избор на политички центри, а не по устав и закон.
граѓанинот ја губи довербата дека ќе добие правда. Реформите што ги спроведуваме за периодот 2024-2027 година се дел од една поголема слика. Тие не се наменети само за исполнување на барањата на Европската комисија, тие се наменети за секој граѓанин кој сака подобра едукација, ефикасна администрација, чист воздух, фер правда и вреден труд. Реформската агенда ја поддржува и Шведска, но амбасадорката вели дека без транспарентност и без примена на законите, граѓаните нема да ги почувствуваат промените. Молам, имајте на ум дека реформската агенда не се работи за усогласување само со критериумите на ЕУ. Во суштина се работи за подобрување на секојдневниот живот на граѓаните. Нуди рамка за градење на пофер, позелено и унапредено општество. За спроведување на реформите, Македонија прва во регионот веќе доби над 50 милиони евра финансиска поддршка од Европската унија. Ова се 7% од вкупниот буџет од планот за раст наменети за Западен Балкан, од кој Македонија треба да добие 750 милиони евра. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Има ли иднина во вреди за тимот на Арбен Таравари? Ќе остане ли алијанса во владината коалиција и дали има преговори со ДУИ? Тема на денот со пратеникот Халил Снопче. СОНГ ги повика директорите да не ги потпишуваат новите пресметки за вработените во културата. Од ССМ алармираат дека тие не се единствени, без плата останале и стотици инспектори и административци. Освен 3000 вработени во културата, плата за март немаат земено и стотици други работници низ повеќе државни институции. 280 лица во пазарниот инспекторат, 195 во трудов, околу 140 вработени во Министерството за економија, се уште се со празни трансакции. Според првиот човек на Сојузот на синдикати, листата на институции е долга. Вработените за жал во Министерството за економија и труд се уште неа добиле нивната плата. Вработените во државниот пазарен инспекторат, кој треба да ги спроведува мерките на владата и кој треба да ги контролира нефер трговските практики и нефер трговците, исто така, според моите сознанија, немаат добиено плата. Вработените во делот јавното обвинителство немаат добиено плата. Вработените во водостопанство, каде што имаше голем удар врз работниците да се зачленат само во друг синдикат, се уште ја немаат добиено својата плата и нема ниту изгледи кога ќе ја добијат нивната плата. И други низа институции кои, за жал, во јавниот сектор се уште ја немаат добиено платата. Ако не се лажам, сабајле добив информација дека дури Државниот инспекторат за труд се уште нема исплатено плата на вработените. Причина за доцнењето на платите на културните работници е усогласување на пресметките со Министерството за финансии. Министерот Љутков во гостување на Сител рече дека зголемувањето ќе биде околу 6%, и тоа е согласно двата колективни договора. Денеска од СОНГ побараа средба со него. Неделков ги повика директорите да не ги прифаќаат новите решенија за пресметка на плата. Предложи зголемување на коефициентите на сложеност за 10%, а дополнително и за 0,7% преку заеднички анекс на колективниот договор. Очекувам да имаме разврска на проблемот, значи четврток и петок. Доколку немаме разврска, ние како синдикат ќе преземеме активности, мерки, советот ќе се состанем. Не сакам да преюдицирам каква ќе биде одлуката, меѓутоа возможно е прво од доцнење на платата, второ од повторно се навраќам непочитување на закон и колективен договор, а тоа повикува на организирање на протести и штрајкови. Синдикатот на културата вчера излезе на протест. Оттаму денеска предупредија дека со новите насоки секој од вработените би бил финансиски оштетен за неколку проценти или представено поединечно во зависност од работното место, во износ од 1500 до 2000 денари. Критика стигна и од опозицијата. Ова не е грешка, да напоменем, ова е последица на неспособност, ова е последица на расипничко трошење и целосно потврлање на Министерот за култура и владата на ДПМН. Од ВМРО ДПМН одговорија дека владата континуирано ги зголемува платите. Прво, припадниците на МВР добија зголемување на платите за 10%. Второ, вработените во основните и средните училишта добија зголемување на платите за 7%. Трето, во здравството се зголеми капитацискиот бод за матичните лекари и гинеколозите за речиси 40%, додека за стоматолозите околу 25%, стои меѓу другото во реакцијата на ВМРО ДПМН. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Царините на Трамп ги изголемија ризиците за финансиската стабилност и ги намалија прогнозите за раст на економиите во светот. Во извештајот на ММФ се прогнозира понисок раст и за Македонија. Оваа година економијата ќе порасне само 3,2%, наспротив владините очекувања од 3,7%. Зголемени ризици за финансиска стабилност, намалени прогнози за раст на економиите. Високите царини на Трамп ја пореметија светската економска сцена, пишува ММФ во најновиот извештај. Не постои земја чија проекција за раст не е ревидирана надолу, меѓу нив и Македонија. Со 3,2% оваа и следната година. Растот е меѓу најниските во регионот. Инфлацијата според ММФ ќе биде 3,4%. Владините очекувања пак се 3,7% раст и инфлација од 2,2%. Министерката сепак останува на ставот. Нема потреба да ги ревидираат бројките, затоа што според неа истите се остварливи. Оваа криза, која што на некој начин дава многу голема неизвестност, ние како држава може многу да искористиме во која насока, во насока на тоа дека капацитетите можеби во европските земји ќе се затвараат и понатаму, затоа што царините значат повисоки набавни цени кон Соединетите Американски држави. Очекувам европскиот пазар да бара повторно алтернативи за отварање на капацитети, таму каде што имаат на некој начин поевтина работна сила. Не го кажувам од аспект на нашата работна сила веќе не е ефтина, но се уште е многу поевтина отколку во западноевропските земји, така што очекувам и од тука да искористиме некој дел и мислам дека на крајот 3,7% е реална проекција. За ниските бројки реагира и опозицијата. Според нив, реалниот раст е речиси нула, што значи граѓаните ќе живеат полошо, а ќе плаќаат повеќе. Со платите граѓаните купуваат се помалку, животот е поскап, продуктивноста не се движи, а владата тоа го продава како успех. Податоците за реализацијата на капиталните инвестиции се уште еден показател за неспособноста на оваа власт. Расте и нестабилноста на финансиските пазари. Условите за кредитирање се заоструваат, каматите се зголемуваат, додека нивоата на државен долг растат. Според ММФ, ова особено ќе ги погоди земјите во развој, кои имаат долгови за враќање. Но Кочовска смета дека она што го бара ММФ веќе се реализира кај нас, иако со побавно темпо. Ние треба да се фокусираме повеќе во делот на фискалната консолидација. ММФ очекува од нас во многу покус срок да може да се консолидираме, но верувајте дека тоа преку ноќ не е возможно. Ние работиме напорно во делот на фискалната консолидација, но ќе треба уште малку време. Помал раст и повисока инфлација од првичните прогнози објави Народната банка во спроведената анкета. Наместо стапката на инфлација да изнесува 3, таа сега е зголемена на 3,7%. Растот на економијата пак годинава според НБРМ ќе достигне 3,1, наспроти очекувањата од 3,3%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.